На сточарите никако да им тргне, цената ја намалија, а продажба и понатаму нема. Состојбата е лоша во сите сточарски гранки. Живата мера на свинското е поевтина од вообичаено, а интересот и понатаму е премногу мал. 2803 тука негде се движат. 2500 не се скапи, не е цената голема. Како е продажбата последниот месец, да речеме? Слабо е. Слабо е, сезоната не е еко, викем не зимат. Поготово тие малите па нешто идат, а тие поголемите што са од 100 кила нагоре не може и продават. Од истите маки страдаат и од гледувачите на крави, кои пак се најнезадоволни од трговците, со оглед на тоа дека живата мера се откупува 4 пати поевтино од месото. Слабо има интерес, нема. Стоката не оди како што беше од понапред. Тешко. Тешко се тоа, сега живеем моментално. Нема и никаков излез, трошкове јаки, а пазару не оди. А месото скапо, каква е работа, не ми е јасно. Едно кило месо колко е? 300-400 динара, а сака да ти го земе за те 100 кила за 100 динара, жива мера. Ниската цена за одгледувачите значи и безперспективност на оваа стопанска гранка, со оглед на иронијата дека не може да се прехранат токму производителите на храна. Много ниска цена, неисплатлива за одгледување на крави. Моменталната цена крава со теле 30.000 динара, 25.000 динара. Ништо. Тоа е жалосно да се одгледува, нити субвенции помагат, ни ништо. Цела година е така. Лошата состојба во сточарството се провлекува со години наназад. На нерентабилни цени се жалат одгледувачите на овци, кози, говеда и свињи. Се ова беше причина за драстично намалување на производството на месо и млеко. Доколку продолжи вака, шталите и трлата ќе ни останат празни, а храна ќе чекаме од увоз.